Неделава ќе започне тестирањето за коронавирус со брзи антигенски тестови во Гостивар. Тестирањето ќе го врши обучен тим од лабораторијата на здравствениот дом, а ќе се спроведува во посебен пункт во објектот на трудова медицина. Закажувањето ќе оди преку матичните лекари и тоа само доколку пациентот го исполнува алгоритмот, односно има симптоми не повеќе од 5 дена. Брзите тестови се, како што знаете, се замена за ПСР тестовите во првичните денови, каде што симптомите се благи и се работи за детекција на антиген на COVID-19. Целата процедура се состои негде од 30 минути, затоа се и брзи, од земање на материјал и самото сработување на тест. Така да, на основа на покажениот резултат од антиген тестот, се селектираат пациентите, тие што се негативни, на некој начин се можеби со некои други симптоми од сезонските грипови или други настинки, тие што веќе покажуваат позитивен резултат се подлегнуваат на понатамошно испитување во случај со ПСР тестот. Од здравствениот дом во Гостивар очекуваат Министерството за здравство да им ги достави тестовите утре. Планирано е дневно со брзи тестови да се опфатат 40 до 50 пациенти и тоа на товар на Фондот за здравство. Со ова се овозможува поефикасно регистрирање на позитивните случаи и нивно навремено третирање и изолирање од околината. Од досегашниот ПСР тест нормално се очекува поголем број на луѓе од аспект што ќе ги има например ПСР тестовите и понатаму ќе продолжат, меѓутоа кај матичните луѓе веќе за да се издиференцира болеста, ќе одиме на со овие брзи тестови, верувам да ќе бидат доволно барем да се одговори на потребите, меѓутоа ќе бидеме малку и трпеливи, ќе работиме на време полека и потребите и да се на некој начин задоволат. Неблагодарно е да се очекува наеднаш сите да ги покриеме со брзи тестови, меѓутоа многу подобро од само со ПСР да се проверува. Состојбата со коронавирусот на подрачјето на Гостивар е загрижувачка, а регионот викендов беше меѓу првите во земјава по број на новозаразени. За 2 дена како последица на компликации починаа 5 пациенти, од кои најмладиот бил на 46 годишна возраст. Моментално во Гостиварскиот регион има 564 активно заразени со вирусот.